Благодарам подпредседателе, благодарам почитувана министерка за сеопфатниот одговор, многу значајно за нас, за македонските граѓани, но особено за просветните работници во Македонија, бидејќи повторно ќе потенцирам колку што се важни младите умови и развојот на младите умови, исто толку важни ни се и овие просветни работници, особено кога се зборува за достоинствен живот на самите просветни работници, кога се однесува подносот на плата, кога зборуваме еве подносот на плата и подобрување на квалитетот на животот кога со самата плата која што ја добиваат просветните работници, нешто кое што ми се отвара исто така како прашање кое што би сакала да го поставам како дополнително прашање на ова претходното е во врска со така наречената К-15 за административците. Имено со Социјалдемократскиот сојуз бевме сведоци на неисплатени К-15 и дотолку не само што не беа исплатени К-15, туку тогаш не беа исплатени по 4 плати напоредно во други институции, како што се водостопанство, македонски шуми, пошти и така натаму, нешто што е навистина недостоинствено за нашите работници. И дотолку одеше работата со првиот ребаланс, кога се соочивме, увидовме дека тие воопшто не ни биле предвидени во рамките на самиот буџет за исплата на такви плати, да не зборуваме па и за К-15. Урнисан буџет начекавме, особено со колегите пратеници бевме навистина сведоци дека во навистина катастрофална лоша состојба се најдовме, очекувавме лошо, но не очекувавме дека ќе биде толку лошо, зашто укажува и Државниот завод за ревизија. Јас би повикала јавното обвинителство да ги отвори овие предмети каде што се утврдени низа недоследност за трошење на буџетските средства. Па од тому ми доаѓа моето дополнително прашање, дали се исплатени оние така наречени К-15 за административците и доколку да, тогаш колку средства се исплатени. И мислам дека македонската јавност исто така ќе ја интересира дали К-15 се зголемува и за следната година, 2026 година, бидејќи ценам дека како еден позитивен пример и како одлика на одговорно однесување на оваа влада е токму исплатата на овие средства. Ви благодарам.